Рековте дали едната влада, очекувате ли брзо расчистување на оваа криза? Јас се надевам, како што и синок ја повикав, дека господинот Иванов ќе ја преиспита својата одлука и навистина ќе ги почитува демократските процеси што се својствени за секоја нормална земја која што себе се декларира за демократска земја. Демократските процеси преку избори дефинираат број на мандати. Во моментот за да овие 67 пратенички мандати стојат приближно 700.000 гласачи во Македонија. И тоа не можете да го пренабрегнете. Едноставно треба да го почитуваме. Причина повеќе е заради тоа што стравот од ескалирање на кризата е реално присутен, кога имате неразумни политичари во државата. Тоа може да биде само причина повеќе за да процесите се придвижат кон своето уставно и законско поставување во делот на формирањето на владино мнозинство. Пораката од Могерини, како да се реши политичката криза? Политичката криза мора да се реши согласно уставот и согласно законите на Македонија. Изјавите кои што од вчера ги имаме од комесарот Хан и од сите пријатели на Република Македонија, кои што искрено мислат на Македонија, а тоа е брзо формирање на институциите, на системот, а тоа е влада во Република Македонија, може да бидат само пријателски изјави. Сето друго, кое што значи очекување Македонија да биде без влада, без институции, не можете да го сметате за пријателско однесување кон Македонија. Од тука, првиот чекор е господинот Ѓорѓи Иванов да ја преиспита својата одлука и да ги почитува овие 67 мандати, зад кои што стојат приближно или околу 700.000 гласачи, за да може понатаму се придвижат процесите. Уште еднаш повторувам, давањето на мандат не значи со сигурност дека ќе се успее да се формира влада, но тоа е патот по кој што мора да се движат процесите во Македонија. Дали ќе предлагате резервирање на Судинската седница и формирање комисија за прашање на изборите и именување и именување председател? Дали е тоа еден од вашите цели? И разгледуваме сите опции, една од опциите секако и таа, но пред се движиме во рамките на она кој што представува нормално очекување на логичниот редослед на постапките кои што треба да се движат во Македонија, а без при тоа никому да му даде на изговор или причина да прави будалаштини во државата. Така да, од лепезата на опции, за кои што и синок ја реков и пак повторам, секогаш постојат, треба да ги земеме во предвид оние кои што се највнимателни од секој можен аспект, да ги придвижиме работите кон нормализација на нашата земја. Секако решението според нас е председателот Иванов да го даде. И тоа е она кое што е нормален процес на действување. Но истовремено ако бидете исправени пред одговорноста што со државата, што со институциите, што со новата влада и преземете сите други чекори согласно устав и согласно законите, за да воспоставите нормализација на Република Македонија. Имате ли рокови до кога ќе чекате Иванов да се премисли? Не можам да кажам за одредени рокови или не, веројатно ваквите прашања треба да ги упатите кон господинот Иванов, за да може да ги добиете дополнителните одговори. Ние генерираме и креираме своји стратегии кои што се исклучува согласно уставот и законите, а ќе представуваат решение за процесите во Република Македонија. Ваквата ситуација може да доведе до блокади на локалната самоуправа, затоа што мандатот на градоначалникот представи. Има многу причини за да внимателно се однесуваме, но истовремено и брзо. Знаете дека Европската унија разгледува и одлуки за враќање на дел од бегалците на последната европска земја, тоа е Грција. Тоа значи дека може да се појават повторно бегалци на нашата граница. Тоа е втора причина. Трета причина и најголема се граѓаните. Граѓаните очекуваат институции, очекуваат нормализирање на животот, очекуваат економијата да заживее, очекуваат реформи да почнат во Македонија и очекуваат секако нормализација на сите институции кои што ќе бидат во нивна служба. Ако не се донесе нова одлука за чакање се председател, дали имате предвид да свикате собрание и да гласате нова влада со парламент? Таа е една од очигледните опции. Гласањето на председател на собранието и формирањето на комисијата за избори и именување не е решение дека влада во Македонија ќе се воспостави. Таа е една од логичните опции, затоа и вие поставувате може би еден од следните чекори, но јас верувам дека редоследот на работите ќе се случува онака како што праксата во Македонија покажува. Давање на мандат, договарање помеѓу потенцијални коалициони партнери, постигнување на договор и процесуирање
низ парламентот на сите тие одлуки. Тоа е примарното наше очекување. Секако и сите други опции се отворени, но најважно, како што реков, е апсолутно да се движиме согласно уставот, законите и деловникот во Собранието на Република Македонија. Последен рок за закажување на локалните избори е понеделник, 5 март. Дали да тогаш има председател на Собранието кој ќе ги закаже тие избори? Не можам да кажем, заради тоа што барате одговори од човек кој што се обидува со потписи да добие мандат, а при тоа сите институции се под контрола на нашите политички опоненти, вклучително и на господинот Иванов, кој што неразумно се однесува во целиот овој период. Секако, пети недела според нас и толкувањата на нашите правни експерти е последен датум од оние од 90 до 70 дена за распишување на локалните избори. Тоа исклучиво може да го направи председателот на Собранието. Не може да го направи председавач на Собранието, не може да го направи председател на државата, не може ниту заед, дружен со неколку партии, за кои што стојат 67 подписи да го направи тоа. И затоа што и уставот и законот за изборниот законник се јасни, и тоа се кристално јасно. Председателот на Собранието треба да ги распише изборите. Ако до недела Македонија нема председател на Републичкото собрание, тогаш нема кој да ги распише и овие избори, а знаете дека согласно законот првата половина на мај се избори. Овој датум е поврзан со последниот датум од прва половина на мај, тоа е 14 мај. Така да навистина се доведува во прашање токму и одржувањето на локалните избори во Република Македонија. Да, јавноста може да очекува уште една средба ваша со господин Иванов, за да се надаме да бидеме работа со идеја, што влијаме што излегува, еве во пресред на ова што сега го кажа. Јас стојам са неколку средби, ако има потреба, на располагање. Во било кое време, било кое место, одам да разговарам да ги блокираме сите овие процеси. Како што знаете, вчера неговиот кабинет ме повика, јас го посетив, разговарам за овие работи. Неговиот повик и почеток на состанокот почна со неговото убедување дека бара начин да го даде мандатот, но проблемот се 10 дена наводно, кој што не беа проблем. После 29 јануари, кога Груевски не успеа да формира влада, тогаш не беа проблем роковите. И заради тоа тој бараше подписи, ние барахме веднаш мандат. Но ја се случи сега тоа и го безбедува подписите, сега тој да се врати на тоа кој што го негираше претходно. Апсолутно, во вториот дел од оваа изјава видовме дека политика е прашање, не се ниту рокови, ниту одредени други законски или уставни потреби. Јас се надевам дека ќе преспие човекот, доволно ќе размисли што е интерес на Република Македонија, тоа мора да биде наша бодилка како политичари во Македонија. Ден поскоро Република Македонија мора да ги движи процесите и ден поскоро треба да добие влада. Сите знаат дека сите 67 подписи не значат и гаранција за формирање на влада и сите знаат дека демократските процеси е единствениот начин на разрешница во Република Македонија ако се водат согласно уставот и закон. Условите да ја се вади мандатот на председателот беше платформа. ВМРО би нуди прелета платформа да ја поддржиме. Дали во вашата партија сериозно се размислува за ова? Една работа, нашите високи представници од партијата во своите интервјуа зборува многу отворено, зборувавме ние. Прво, 20 дена Никола Груевски зборуваше за таа платформа, објавија медиуми кои што се обично авангардата на објавувањето на одлуките од ВМРО, дека е прифатена таа платформа или слично. Господинот Иванов во ниту еден момент не правеше проблем на ова работа. Заед бара мандат за да откручне да разговара за сите документи. Тие документи може би да составен дел надвор од идна владина програма или слично. Да се разбереме Заев, Груевски, Иванов, лично, Ахмети или било кој во држава. Не носат одлуки, носат институциите одлуки. Парламентот во Македонија носи одлука дали ќе прифати програма на мандатот за влада или ќе отфрли таа програма. Дали ќе прифати кабинет на мандатот за влада или ќе го отфрли. Институциите на системот носат одлуки. И апсолутно може да зборуваат политичарите за секакви своји ставови. Прашањето е што институциите носат одлуки. Затоа, она што е следствен процес, доколку се добие мандатот, е мандаторот да излезе пред парламентот со програма на влада и владин кабинет. Или да му соопшти на господин Иванов дека не успеа да формира влада. Тие се процесите. Затоа дебатата
вака изместена за сите овие детали, што за закон за употреба на езиците, што за некакви платформи, навистина поприлична за бегана дебата која доаѓа од таткото на нацијата. Човекот кој ќе врши функцијата председател на државата. Тој е председател на сите граѓани на Република Македонија и не смее да си дозволи да ги помине сите овие граници. И од тука уште еднаш потенцира. Зборувавме за начела и принципи, за да можеме да добиеме подписи. Мора да бидете повикани, а за да бидете повикани треба да бидете мандатар, за да навлезете да разговарате за владина програма, во чиј составен дел кој можело да биде и закон за употреба на езиците, и одредени делови од платформа, од нашата платформа и план за живот во Македонија. Никој не зборува дека потрошивме 80% од времето да ги убедиме партиите кои што ни дадоа подписи за реформите, за повратокот на парите кон граѓаните, за враќањето на ДДО-та кон граѓаните, за подигнување на минималната плата, за чекорите кон постигнување на просечна плата во Република Македонија, заради тоа што мора да го прифатат токму и тој концепт. И тоа е, впрочем, најважната работа, која што ги интересира сите граѓани подеднакво на Република Македонија. Други прашања да има? И благодарам се.